Почитувани, владата на СДСМ и дава пари на Јасна Мандиќ Ерцеговиќ, обвината во рекет 2, а која сега се наоѓа во домашен притвор. Невладината организација на Јасна Мандиќ Ерцеговиќ, обвината за перење на парите на Боки 13 преку Меѓународниот сојуз и воедно директорка на 1 ТВ, во скратена постапка во ек на корона криза, од владата добила 882.000 денари. Имаме изводок од службен весник, од кој се гледа дека ресурсен центар добил 882.000 денари од владата на Република Македонија. Ова е решение за тековна состојба на ресурсен центар, издадено од Централниот регистар на Република Македонија, од кое се чита дека собственик на оваа невладина организација е токму Јасна Мандиќ Ерцеговиќ. Дали финансирањето на невладината на Мандиќ со државни пари не е подкуп со цел влијание над обвинетата во тек на кривичната постапка која се води против неа, а во која обвинети се и други лица дел од власта или блиски до неа? Дали финансирањето на Мандиќ е со цел нејзино замолчување пред почетокот на судските рочишта за рекет 2, а со цел отргање на вниманието од Зоран Заев и Вице Заев, кои вчера беа посочени како лица кај кои завршиле парите од рекет? Одлуката за тоа кои невладени ќе добијат дел од пола милионскиот колач е донесена во рок од 2 дена. Аплицирале 549 невладини организации, а пари добиле само 40, од кои е дел и невладината организација на Мандиќ. Рокот за аплицирање бил 6 дена, додека рокот за евалуација само 2 дена, односно од 11 јуни кога завршило аплицирањето до 13, кога е одлучено кој ќе добие пари. Со други зборови, комисијата која одлучувала или има супер мок да прочита над 5490 страници за неполни 48 часа, или предходно знаеле кој треба да добие дел од колачот. Парите кои Јасна Мандиќ ги добива од владата се не само 5 дена пред пресудата за случајот рекет, каде е осуден Боки 13, нејзиниот поранешен шеф. Ова е директен обид за мешање во кривичната постапка и влијание врз засегнатите. Го повикуваме јавното обвинителство и институциите да го истражат случајот на кој начин бил вршен изборот. Го повикуваме и Министерството за финансии веднаш да ја укине постапката за доделување на средства и со тоа да спречи понатамошно влијание со државни пари во судска постапка. Изборот е помеѓу обнова која ќе ја донесе ВМРО ДПМНЕ и измама која ја имаме со Заев и СДСМ. Македонија не заборава, а народот ќе ја направи разликата. Ви благодарам на вниманието.